Добро ви утро, добри луѓе, и добро ни дојдовте во нашата неделна утринска. Се надевам дека имате убав викенд. Впрочем, викендот сам по себе убав. Најдов една убава дефиниција на тема викенд. Имено, викендот бил како вино житото. Оддалеку изгледа убаво, но што му се доближиме, исчезнува. Да, за жал, викендот кратко трае, но за тоа не треба да гледаме на овој ден недела како на крај на викендот, туку како на втора половина од викендот. А со оглед на тоа што сега е утро, можеме да гледаме на овој момент како на почеток на втората половина. И зошто оваа втора половина да не ја започнеме со нашата утринска и со нашите гости. А денес, меѓу другото, ќе ги запознаете и двете сестри, дизајнерки, кои што пред отприлика 10 години имаат напуштено Македонија и од тога живеат во Виена. Таму создале не само свој моден бренд, туку тој моден бренд стана веќе и вистински светски моден бренд. А овде во студиото на мое големо задоволство ќе ни гостува Гордана Бешлиовска, која што слободно можам да кажам дека е лидер на сестринството на медицинските сестри во Македонија. Со неа ќе зборуваме за тоа што значи да се биде медицинска сестра, каков статус имаат медицинските сестри кај нас во нашето општество и дали го имаат статусот кој што тие навистина го заслужуваат. Ова само накусов за дел од нашата утринска. Би рекла убави гости за убав почеток на денот, а денот секој од нас си го започнува на свој различен начин, секој си има свој ритуал. Јас неколку пати сум ви кажала дека си го започнувам со рубриката на денешен ден. Така што од денеска се обидов да издвојам нешто интересно за вас. И еве, например, на денешен ден, точно на денешен ден, во 2013 година е измерена најниската температура во светот на оваа планета откако се мери температурата. Измерена е во Сибир, во местото Ојмјакон, и биле измерени минус 71 степени Целзиусови. Ова воедно, не само што е најстуденото место, туку е најстудено постојано населено место на земјата. Во него живеат 500 луѓе и она што е особено интересно, што жителите на ова студено место велат дека последниве години се доста топли, затоа што температурата се движи само минус 40 до минус 50 степени под нулата. Ете, така, ако ништо друго, можеме барем да бидеме среќни што имаме деновиве убави температури, што живееме овде, а не во ова сибирско место. Следуваат рекламите, а веднаш по рекламите ќе ги видите и нашите денешни гости. Катастрофалниот земјотрес што ги погоди и Турција и Сирија остави зад себе невидени последици. Над 40 милиони жртви однесе овој земјотрес и остави милиони жители без кров над главата. Овој земјотрес, оваа катастрофа предизвика голема, може да се каже, сплотеност и невидени хумани чувства ширум светот, така и кај нас. Меѓу другото, жителите од нашето село Канатларци всушност имаат турско потекло и тие несебично помагаат не само материјално, туку нудат и покрив над главата за оние кои што настрада во овој земјотрес. Ова село, ова место Канатларци го посети нашата дописничка од Прилеп Каролина Дурло, па да ги видиме нивните реакции. Шок и неверување, паника, вознемиреност и стравување за животите на своите собраќа од Турција, но и од Сирија. Молитви за спас на преживеаните, но и за оние кои останаа под рушевините од илјадниците тони бетон и железо. Прилепското село Канатларци, каде доминира населението од турската националност, овие неколку дена живее во голема тага и жал. Да не фатте паника, одма јас се јавам на син му, реков што е вака Турција, дали има во нашите роднини во Бајрампаша, да речеме во Истанбул. Син ми рече не е така, далеко е, мислам, од нашите роднини, ама пак сепак и тие се наши браќа. Тамо што не моментално што е земјотресот, бивши оџани беше селски, нему одма му се обратавме, не го добивме, па има соселани што го добиле, куќата му бил падната, ама тие здрави и живи биле цела семејство.
Ибрахим Услу е од Турција и е новиот селски оџа. Вели потекнува од град кој е погоден од земјотресот. Неговата куќа била до темел разрушена, но за среќа без човечки жртви. Веста за земјотресот ја чул на телевизија, пошто веднаш пробал да стапи во контакт со своите најблиски. Тоа беа стравични моменти додека дознав како се моите, раскажува тој. Господа чува, во последните 100 години не се памети ваков земјотрес и дека два земјотреси едно по друго беа, значи затоа има големи страдања таму, значи затоа и многу урнатини, многу луѓе се под урнатините. Периодот дека во зима сме, значи тоа е многу лош период, затоа и луѓето појќето надвор останаја, поголеми се штетите околу настраданите. Па затоа и ние покренавме иницијатива како во село Канатларци можеме на нашите браќа да му помогнеме. Нашите соговорници, кои инаку се познати по својата подготвеност, несебично да помогнат на секој кој има потреба од помош, велат дека немаат зборови со кои можат да го искажат своето сочувство, но и загриженоста за иднината на нивните собраќа. Иако знаеме дека во Турција, за жал, земјотресите не се реткост, сепак од вакви разорни размери досега не било. Загрижено констатираат тие, додека само организирајќи се, ја собираат хуманитарната помош. Како ги слушаме медиумите турските, му треба кебина, јастуци, се и се што му треба, па да му помогнеме како ние околу 3000 жители турци од село Канатларци. Еве почна, значи, народо почна да донесат, фала му на хуманите луѓе. Од Скопје што го имаме здруженијето што одобрение со печат, значи се со, мислам, ќе ги транспортираме до Скопје, после од Скопје ќе се организира за Истанбул. Има здружение и пари ќе собираме, после парите ќе ги пуштиме преку Халк банка што го има сметката. Свесни дека последиците од апокалиптичниот земјотрес ќе се чувствуваат уште многу долго време, канатларчани, освен што веќе на големо собираат хуманитарна помош, материјална и финансиска, тие се подготвени во своите домови да прифатат и нивни сонародници, доколку за тоа има потреба. Како канатларчани, да кажам, во име на целото село, значи ние сме подготвени. Се надевам дека нема некој што би одбивал таква одлука, значи очекуваме доколку има таква потреба, навистина ние сме подготвени да ги примиме, да бидат со нас. Значи дури да се среди таму ситуацијата, можеме да му помогнеме да бидат со нас. Во село Канатларци има околу 3000 жители. 95% од нив се турци. Веста за трагичниот земјотрес кој што ја затекна Република Турција навистина ги погоди многу овие луѓе. Затоа, во изминативе неколку дена, тие ја покажуваат својата хуманост се со единствена цел да им помогнат на настраданите како во Турција, така и во Сирија. Од друга страна, благодарение на ентузијазмот и хуманоста на младите луѓе од ова инаку живо село, кој е и своевиден редок позитивен пример за соживот помеѓу мнозинството етнички турци и само 20-тината македонски семејства, на иницијатива на младиот Ердован Исламовски, експресно брзо се собрани и над 4.500 евра. А со цел хуманитарната акција да биде што поуспешна и да се соберат што повеќе средства, дел од организаторите истата ја проширија и по околните градови, посетувајќи семејства и институции. Инаку, собирниот пункт во село Канатларци е во селската џамија и тој ќе биде отворен се додека има заинтересиран народ и се додека има потреба.
гордост. Ова утро ќе ви ја најавам нашата денешна гостинка, со особена гордост го изговарам и незиното име, магистер Гордана Бешлиовска, која што е председател на Сдруженијето За нас, а воедно јас барем така се нарекувам и лидер на сестринството во Македонија, лидер на сите наши медицински сестри. Гордана, добро утро. Добро утро и на вас. Ви благодарам многу за убавата најава, пред се за епитетот на медицинските сестри. Неделно утро, обично треба и да им се извиниме на гостите што им го крадеме неделата како ден за со семејството, но со оглед на тоа што за медицинските сестри не постои недела, не постои сабота, не постои празник, претпоставувам и вашето семејство е навикнато во неделите да отсуствувате од дома. Па така, тоа е дефиницијата на професијата на медицинските сестри. Тоа не е професија, тоа е живот. Баш за, мислам, од тие причини што медицинските сестри се 24 часа медицински сестри. Со оглед на тоа дека нашата професија има фундаментални некои цели и задачи кои што одат во смер на здравственото воспитување, на превенирањето на болестите, на превенцијата на унапредувањето на здравјето. Значи медицинските сестри се континуирано со суштината на нашето постоење со пациентите и не е тоа само кога сте на работа. Ние сме медицински сестри 24 часа. Таму каде што започнува животот, каде што се раѓаат бебињата, се до геријатријата и до оние институции каде што сме во олеснувањето на маќите. Гордана, обично гледачите се научени да ве гледаат на светскиот ден на медицинските сестри, Така но рековме како што на жената треба да се обрне внимание секој ден, а не само за 8 март, да започнеме од поводот зошто ве поканивме овде. Минатата недела имавме тема за одливот на докторите кај нас, но потоа малку се засрамив, се реков, сега само за докторите зборуваме, каде се тука медицинските сестри, кога голем товар од здравството паѓа токму на нивниот грб. Сега ќе ве прашам дали голем или пак најголемиот товар паѓа таму. Па така е, се сложувам со вас. Ние во таа недела на сестринството добиваме малку повеќе простор и тогаш зборуваме за оние квалитети кои што треба да ги има една медицинска сестра, зошто сме во професијата и како сме во професијата, добиваме можност малку да зборуваме и за нашите проблеми. Меѓутоа, јас сум многу пријатно изненадена и во име на целото здружение и на Унијата искрено ви благодарам што учествувате во подигањето на гласот на медицинските сестри. Ова се нашите начини на кои што ние сето ова што го кажавте сега можеме да го потврдиме колку сме ние важни во здравствениот систем, бидејќи медицинските сестри се најмногу бројни во здравствениот систем. И тие се дел од тимовите и се носители на здравствената нега заедно со лекарите кои што се носители на здравствената дејност. Не може да функционираат тимовите без медицинските сестри. Ако една инструментарка ја напушти операционата сала, ќе пропаднат не еден и два сите тимови за работа, бидејќи таа во утринските часови кога ќе почне својата работа во оперативниот блок, лекарските екипи се менуваат во текот на денот, а таа е една единственост за сите операции со пациентите. Тоа така може да го разберете паралелно за сите медицински сестри. Секаде се неминовниот и основниот дел во тимовите каде што нормално интервенциите и работните задачи се многу бројни и секаде во сите нивоа на здравствениот систем. Ќе почнеме тоа што значи да се биде една медицинска сестра. Сите ние сме пациенти или потенцијални, односно што реков, откако се раѓаме сме всушност пациенти и сме доаѓале во контакт. Но секогаш кога сме во болница сме толку оптеретени со сопствената мака што не мислиме на другите. Ние си одиме дома, си продолжуваме со животот, а медицинската сестра повторно други ден се враќа на истото работно место. Како изгледа еден ден од почеток до крај, доколку има крај денот на медицинската сестра? Па, многу убаво вака ми го поставивте, не знам од каде да почнам да ви одговорам, сепак никогаш пациентите не можат да го доживеат моментот позади болничката врата, каде што се сестрите, каде што се подготвуваат и каде што сите работни задачи ги извршуваат на начин на кој што се задолжени по закон и по пропис. Тој е едниот начин кој што го кажувам како зависен, кој што морат да го сработат, каде што има еден независен кој што зависи од незиниот карактер, од незиното исполнување, незината целина во незината професија, тоа што го кажуваме дека треба да го имате или го немате за да бидете медицинска сестра, таа емпатија, таа храброст и сето оно кое што треба да ве одликува позади униформата и оној дел другиот кој што е меѓузависниот кога контактирате со семејствата и со сето оно кое што е многу стресно го доживувате вие прво и требате како стрес да го пренесете на пациентите или доброто, радосното кое што треба да го доживеете со сите нив. Така да јас никогаш не посакувам никој да ја види работата во операционите сали, во интензивните неги, каде што работата е толку многу
од аспект на чувствата човечки многу стресна за сите медицински сестри, мислам за сите тимови, комплетно за сите, меѓутоа нормално нели зборуваме за медицинските сестри, каде што едноставно преживувате се што се случува со пациентите. Ние сме со пациентите во оној момент кога ја доживуваат првата информација за болеста и сето оно кој што треба да го прифатат дека се случува и треба да ги внесете и едноставно на некој начин да изградите таа доверба за да кога ќе се појавите и ги извршите работните задачи да бидете задоволни, бидејќи во професијата ако не ја почитувате наспрам себе личноста на пациентите, не ги почитувате неговите лични убедувања, неговите уверувања, вие не можете да продрете и до оној дел што се вика доверба, за да можете на некој начин да си олесните и вие вашата работа. Исполнувањето во професијата кај нас значи е во тој дел. Во зависност од тоа дали медицинската сестра е во примарното, секундарното, терциерното или приватното, се разликуваат работните задачи, се разликуваат начините на пристап и интервенциите према пациентите, меѓутоа стресот е секаде ист. Кога сте во примарното се соочувате со првичниот контакт на сите несакани било какви состојби на пациентите, каде што се врши тријажата за да понатака пациентите се најдат во институциите каде што треба и како што треба да им се помогне. Кога сте во секундарното, вие сте во стационарот каде што се лежичките пациенти, каде што утринскиот ден ви започнува со лежичките болни на оделенијата, каде што сте многу малку. Согорувате, сакате се да постигнете, едноставно не можете да постигнете. Од тука се и сите наши како да кажам негодувања за нашиот недостатокот наш во болниците и заложбите и така понатака, кога сте во терциерното каде што се да кажем и ургентните центри дел од секундарното и дел од терциерното сте изложени на такви стресови, значи, а медицинските сестри започнуваат на многу мала возраст во својата професија после средното образование на 18-19 години и тоа се навистина многу стресни ситуации, меѓутоа затоа се тука нашите поискусни и повозрастни колешки биле секогаш и јас некогаш започнував 93-та година во тогашната воена болница, започнував како сестра во интензивните неги каде што таа поддршка морална комплетна, значи од сите тие мои колешки драги кои што многу од нив се сега веќе заминати во пензија, многу од нив веќе и се во болницата. Се гордеам што сум била нивни ученик заради тоа што се граде во една институција од типот на воената болница и сегашната градска општа болница 8 септември, каде што на вистина имаше прво критериумите сите беа исполнети, така? Секако ме разбравте што сакам да кажам. Со сето тоа, значи, сакам да кажам дека се градевме ние како генерации во еден период, во едно време кога завршувавме од школите со некои други вредности. Имаме сега некои како да се изразам, ситуации кои што дополнително не оптеретуваат на работните места заради тоа што имаме забелешки на начинот на образованието, на програмите во образованието, на скратените програми во образованието, кои што влевате на несигурност кај нашите идни колеги кои што настапуваат на работа во болниците. Нашето менторство треба да биде на повисоко ниво, а ние сме многу малку во болниците и на крај на криштата и колку и да сакате да бидете менторски настроени и да се дадете себе си, немате вреднување, немате запис за нештото, немате на некој начин платена одговорност во целокупната работа. Се трудам малку попластично да се изразам за да можеме во недела нели вака убаво да се разбереме. За тоа поединок. Јас сакам само да се навратам нешто ова што споменавте дека не би сакале никој да ги види сликите што се случуваат таму. Ме интересира што се случува со сликите што им остануваат во глава на медицинските сестри и откако ќе заврши смената. Тие слики ги носат со себе и дома, така? Така е, јас секогаш сум кажала кога за себе си лично дека многу сум му благодарна на моето семејство затоа што имало ситуации кога ние и за празници, и во викенди и било когаш кога биле некои семејни настани, сме морале да бидеме на работа или во моментот извикани. Мислам, не зборувам само за себе си, зборувам комплетно за сите медицински сестри. Затоа на почетокот напомнав дека нашата професија не е професија, нашата професија е живот. После завршувањето на смената зависи од каде и од која смена завршувате и заминувате. Ако заминувате од прва смена, тогаш сте физички и ментално многу уморни заради тоа што динамиката е во утринските часови. Затоа што прераспределбата на работните задачи наместо да биде на 7 луѓе ќе падне на тројца. И во таков случај, значи,
после првата смена, каде и да сте било во кое ниво од здравствениот систем, и во примарното, и во секундарното, и во терциерното, на таков начин кога завршувате со втората смена или завршувате со, бидејќи на сестрите не им се дозволени дежурства, а работат по 16 часа, меѓутоа не се платени по дежурство, се платени по сменска работа, а таа работа е од 16 до 24 часа и кога завршувате последно 24 часовно дежурство, сето тоа што го преживувате во утринската смена го множите 3 пати по 8 часа до наредниот ден, бидејќи никогаш не знаете што ви носи ноќта и какви се проблемите и со што све ќе се соочите во текот на ноќта и со какви стресни ситуации, во зависност од тоа, нели, каде сте, на кој оддел сте, во која област и како сте. Со оглед, ургентните центри се континуирано, за жал, континуирано оптеретени со работа. Со оглед на тоа дека распоредот наш на ургентните центри е таков каков што е, оптеретеноста се централизира, така да се изразам на некој начин, и тоа се многу тешки смени во кои што треба да издржите секако и физички, и ментално, и психички, и да се соочите со сите оние стресови, со се она што го носи целокупната ситуација. Тоа е тоа што го спомнав, зависното, независното и меѓузависното. Ќе сработите околу пациентот, ќе го преживеете стресот, ќе истапите човечки, меѓутоа ќе треба да го поминете и моментот со семејството и сето тоа треба да го преживеете, и тоа е така секој ден. И тоа е така секој ден, и секој ден, и секој ден, и со години, и така, и на тој начин се градите, созревате, станувате нешто кое што, како да кажам, треба да му доликува на униформата. Вашата точност, вашата професионалност, вашата колегијалност треба да ве красат на работното место. Не постои и покрај се. И покрај се. Значи не можете да бидете медицинска сестра само по закон и по пропис. Значи вие ќе ги завршите сите интервенции и се оноа кој што ќе ви се наложи по индикација на лекарите на утринската визита, после која, да речеме, еве сега конкретно за стационарите, после која настапувате комплетно со работните задачи према пациентите. Дали тоа се припреми предоперативни за операција, дали се тоа прифаќање на пациентите постоперативно, дали се тоа припреми за диагностики на пациентите, дали се тоа вовед во анамнестичките податоци за историјата на болеста каде што се следат испитувањата, дали се тоа хронични случаеви, дали се тоа акутни, сето тоа на различен начин ги разликува работните ваши задачи. Дали се тоа пациенти во категорија прва кога се посамостални, дали се во втора, трета или четврта категорија како што се подредени според зависноста од потребите и од интервенциите на сестрите каде што вие треба да се остварите по работните задачи. Вие морате тука во тој дел, значи, да ги покажете вашите карактерни особини и да ја влијаете, како што кажав, таа доверба која што е многу важна. Медицинските сестри се професионални мајки во сопствената професија, бидејќи само мајчинската љубов е безусловна. И тука во нашата работа, значи, вие се давате безусловно, кога... Значи не се сестри, таку мајки. Професионални мајки. Јас многу пати со пораки до сестрите, кога сакам малку морално преку Сдруженијето, преку Унијата да ги стимулираме во сите овие времиња кога сме незадоволни од многу аспекти, многу пати сакам да ги потенцирам овие доблести на нашата професија за да се чувствуваат во собствената професија гордо заради тоа што се и каде што се, и на тој начин сум многу пати им препишувам пораки од пациенти или на некој начин благодарности со кои што сакам морално и стимулно да на некој начин да ги надминеме сите овие потешкоти со кои што се соочуваме. И имаше едно прашање од типот што е тоа што медицинските сестри можат да го направат. И медицинската сестра одговорила и кажала дека можам на твојата мајка да ја држам во 4 часот наутро раката на татко ти, да му ја дадам терапијата во болница, да му помогнам на твоето бебе да продиши, да ги олеснам маките на твојата баба и така понатака. Меѓутоа не можам да им објаснам на властите дека ми треба закон, дека ми треба нормално образование, дека ми се потребни бенефицирани стажови, дека и сите оние проблеми кои што нели ги засегаат медицинските сестри, а друго се можеме. Би сакала да се навратам на овој момент што споменавте дека 3 вршат работа за 7. Да им објасниме на гледачите зошто се тие бројки. Според се заимало одредени стандарди. Така е. Според број на жители, колку медицински сестри се неопходни, така? Колку што паметам, на 1.7.500.000. Така. Кај нас колку има? Па ние имаме една неофицијална бројка со оглед на тоа дека немаме централен регистер, а централниот регистер го уредува законот за нашата професија, за која што се надеваме дека конечно Сдруженијето и Унијата ќе успее да го донесе со оглед на тоа дека работевме во групите.
и со оглед на тоа дека се најде веќе на ЕНР страната како закон кој што треба да помине во понатамошните процедури и еден ден ќе го донесе тој централен регистер во кој што ќе имаме точни официјални бројки на пребројување, колку сме потребни, колку се одлеваме, колку треба да видиме. Во овој момент според нашите неофицијални бројки ние сме некаде околу 7.500 со другите струки, значи сродни струки наши, зборувам како што се физиотерапевтите, рентген технолозите, лаборантите, фармацевтите, да не заборавам некого, сме некаде околу 11.500. Меѓутоа медицинските сестри се некаде околу 7.500. Што значи половина од стандардите препишани од СЗО. Тоа значи дека една медицинска сестра работи за 2. Па некаде и за 3. И некаде и за 3. Значи, ние имаме многу комуникации како Унија, како Сдружение во регионот и пошироко и ги водиме тие статистики за нивната покриеност, како они се покриваат да речеме, во Србија тој процент малку поголем и тие недостасуваат. Меѓутоа, например, да речеме, во скандинавските земји имате импозантна бројка на медицински сестри на 100.000 жители. Кај нас е некаде околу 300 до 350, а треба да бидат 700. И тоа зборува за тој недостаток во болниците со кој се соочуваме. Сега можеби има спорадични институции во кои што, нели, можеби бројката е добра, меѓутоа имате институции во кои што можеби недостасуваат и повеќе од 50%. И на една утринска визита, кога ќе дојдете во стационарите и кога ќе влезат 12 или 15 доктори на утринска визита, ќе видите само 3 медицински сестри, а одделот ви е со 30 пациенти и вие треба на тие 3 медицински сестри да ги расположите сите работни задачи по зависност на колку му се потребите на пациентот, колку е он зависен од вас во таа утринска смена. И тука би одала многу големо значение на помошниот медицински персонал и технички персонал, кој што нормално на сестрите им е многу важен и тоа се болничарите кои што се во делот на транспортот и на негата, кои што им помагаат на медицинските сестри и на дополнуваат и се многу важни и многу важен и многу битен дел од тимовите, исто како доколку не се тие, значи медицинските сестри нема да бидат во можност дури ни физички еден пациент да го подместат во кревет, да речеме, или било што нешто да се направи. Јас многу пати сум кажала дека на нас не е многу важна и безбедноста на работните места. Ние не страдаме само од недоволен број, меѓутоа тука е нарушена и безбедноста на работните места. Ние сме изложени на инфективните агенции. Секојдневно доволно е што 24 часа го дишите воздухот постојано. Доаѓате во болница, носите маска, ние сме цел ден, значи секогаш. После ковидот веќе, значи маската ни стана составен дел од униформата секаде каде и што сме. И вие сте цел ден и во стационарот, тука сте со пациентите, со нив во еден див дишите. И во ноќните смени, и тоа е цел живот така, и цел работен век исто така. Вашата изложеност е таква каква што е. Подлежите на многу професионални заболувања, за кои нити има статистика, ниту има црвен телефон за да пријавите моментално во денот ако се случило било какво инфективно заразување. Но не се само тие опасностите. Се не знам дали ќе сакате јавно да проговорите, имало некој немил настан минатата недела, колку што разбрав, во Ѓорче Петров, така била физички нападната и буквално истепана медицинска сестра. А оно што не ми е јасно, зошто тоа не се дозна во јавност? Па имавме на жалост неколку такви ситуации кои што во Сдруженијето стигаат како информација, бидејќи нашето членство е во цела Македонија. Унијата и Сдруженијето ги покрива буквално сите институции од сите нивоа и од концесионерите и нашите колешки медицински сестри кои што се во институциите од Министерството за труд и социјала. Се слеваат информации во Унијата, во Сдруженијето и точно дека се случи ваков настан не беше пред една недела, малку пред тоа, се точно не можам да ви кажам за кога се работи, да. Периодов. Меѓутоа во ноќната смена точно беше нападната физички медицинска сестра која што заврши со телесни повреди и информацијата стигна до нас, ние како према колешка нормално како здружение реагиравме. Истапивме, меѓутоа ништо јавно не слушнавме и сега од колегите слушаме нели информации како и што е. Ова не е прва сестра што е вака нападната. Ние имавме случај во Кумановската болница, скоро го имавме напад на медицинската сестра во ноќната смена каде што беше ограбена и финансиски, бидејќи медицинските сестри во ноќните смени работат како 3 во 1, тие се и администратори, и медицински сестри и се. Јас по однос на ова сметам дека законот за заштита на правата на пациентите им ги дава сите нивни права, меѓутоа треба во тој поглед, значи ние да бидеме многу повеќе заштитени отколку што се прават напори во институциите сега да ги имаме овие агенции за обезбедување. Очигледно се работи за
за поликлиниката во Ѓорче Петров мислам дека немало обезбедување. Што се случило и како се случило за деталите не знаеме, меѓутоа на жалост имаме вакви случувања и тоа многу ни го дополнително повредува достоинството, бидејќи имаме чувство дека најлесно е на медицинската сестра да го искажете своето незадоволство и сето оно што ви се случува во лавиринтите додека да дојдете да си го остварите правото на здравствена заштита, некако најлесно е на медицинската сестра и еве вака на жалост завршуваат работите без одговорност и без казна и тоа е лош пример. Значи на тој начин давате порака дека секој може да се однесува како сака, а треба сите значи да ги почитуваме правилата на здравствените куќи. Секаде мислам мора да се почитува домаќинлукот и редот. Ние се соочивме со скратување на посетите на пациентите после ковидот и за време на ковидот и по цел ден имате ситуации во кои што морате да се надкажувате дека не смеете да пуштите посета кај пациентите. Колективната свест не се гради во моментот, не можете да им докажете во моментот. Луѓето се загрижени за своите блиски, сакат да влезат да ги видат, имате сериозни секакви ситуации, меѓутоа едноставно мерките не дозволуваат да го дозволите тоа. И тогаш за едни такви така да се изразам секојдневни, лесни, било непотребни, не толку многу важни конфликтни ситуации, страдаат здравствените работници, а не во оној дел во каде што се и завршуваат стручната работа. Вие како една од солуциите за развивањето на нашата колективна свест предлагате уште од многу мали нозе да се започне со тоа здравствено образование, односно уште од градинките. Не само колективната свест наша одговорност да се развие, туку почита кон ликот и делото и имиджот на медицинската сестра. Па, ова е една стратегија на нашето здружение и на нашата унија со која што ние сега многу активно работиме од минатата година. Потпишавме меморандум со регионот и со Балканската асоциација на медицинските сестри и побаравме значи да имаме една стратешка заедничка цел во која што покрај тоа што ќе си ги побараме правата на истоветно доближување на образованието до европските курикулуми, до истоветна плата во регионот и кај нас, значи се здруживме заедно и во оној дел кој што се вика достоинството и ликот и имиджот и на професијата на медицинската сестра, каде што сите заедно ќе делуваме во тој смер за да го вратиме достоинството, а достоинството ќе го вратиме ако го избришеме тоа 4N што го викаме ние. Основата на незадоволството на сестрите е во тоа 4N. Непрепознаени, непризнаени, неплатени и незадоволни од сопствениот статус во општеството. Значи, каков е статусот? Кој е статусот? Статусот е исто како социјална група. Значи, ако земете една медицинска сестра во овој момент со личен доход кој што е близу до републичкиот минимален личен доход, ќе видите дека таа значи нема апсолутно никаква можност да живее самостојно и да биде пред се кредитоспособна или да го издржува сопственото семејство. Тоа се 20.000 денара личен доход на сестра со стручна спрема, значи сосема недоволни да ја плати незината одговорност. Како джепарлак за тинеџер, така некако. Тоа апсолутно значи ние не можеме да ги рачунаме сите луѓе со средна стручна спрема, вработени професионалци каде и да се, да ги рачунаме врз основа само на образованието. Мора да ги издвоиме одговорностите на луѓето. Значи на нас во тие колективни договори врз основа на кои сме платени ни се потребни групи кои што ќе ги оделат сестрите по одговорности, а не само по образование. Значи имаме сестри со 20 до 30 години работно искуство кои што работат во диагностиките, каде што се значи веќе специјалисти во сопствената професија. Да не зборуваме за сестрите кои што сега по образование стануваат специјалисти во сопствените области. И тие мора да добијат посебни групи врз основа на нивното искуство, работата, одговорноста која што ја носат, да добијат такви лични доходи. Ние не можеме да се водиме по тоа дека се тие со средна стручна спрема и мора да бидат само во таа категорија. Но дали е само проблем неплатеноста на одговорноста или пак тоа што не е дефинирана одговорноста, затоа што медицинските сестри работи кои што не би требало да ги работат тие, така? Видете, проблемот е во тоа што законот не опишал во интервенциите и не ги ставил праговите и границите. И сега ние имаме нарушување на меѓуколегијалните односи во болниците од таков аспект. Сестрите со средна стручна спрема како поискусни работат се. Сестрите со високо образование кога ќе го добијат признавањето на образованието,
ќе добијат само поголем личен доход, а одговорностите им остануваат исти. Интервенциите, работните задачи им остануваат исти. И сега на први врз основа на образованието ќе се имат различна плата, во текот на денот работат исти работни задачи, имат исти одговорности, или доколку се работи за помлади медицински сестри кои што доаѓаат на работа, ментори им се овие сестри со средна стручна спрема кои што се подолго време во болниците и треба да ги учат и односно да им бидат ментори во работата, а вие немате начин одговорностите да им ги поедините затоа што не се знае каде започнува и каде завршува со работните задачи сестрата со средна стручна спрема, а каде започнува саа со високо и каде сега овие сестри кои што доаѓаат како специјализирани, каде и во кој дел и со какви одговорности ќе се соочат. Ние како здружение се залагаме да бидат задоволството на сестрите во секаков правец задоволени. Меѓутоа сметаме дека кога ќе се признае високото образование треба да се означат и одговорностите. Сметаме дека сестрите со средна стручна спрема не може цел работен век да останат само на едни работни места. Мора да има групи и начини врз основа на кои ќе се вреднуваат нивните специјалности. Значи, јас никогаш не сакам да се компарирам со лекарите и никогаш не сакам да искажам незадоволство во тој однос, меѓутоа секоја една нивна до специјализација, секој нивно до усовршување по така ќе се изразам народски по дефолт во колективните договори веднаш им се признава во болниците. А медицинските сестри кога ќе завршат да речеме во високото образование или ќе ги завршат соодветните специјализации, тогаш они не се планирани, тогаш тие не се планирани во буџетите, тогаш не се планирани на работните места, тогаш ги нема во систематизациите, тогаш не се предвидени по колективните договори и дојдовме до ситуација да иницираме една преквалификација на кадри кои што се случуваат внатре во болниците и доколку се случуваат во здравствените струки, тоа не би било толку проблем. Меѓутоа, ние сега се соочуваме со еден наплив на преквалификации на сестри од сосема други струки кои што стануваат медицински сестри. Тоа е така нареченото воореното дошколување, кое што по некоја скратена постапка, програми кои што нити ние ги знаеме, нити ги одобруваме, нити се сложуваме со истите, ги дошколуваат сестрите и конкурсите во болниците одат со средна стручна спрема и тие се најконкурентни и доаѓаат на конкурсите како најконкурентни. Таа хиперпродукција што ја нарекувате, така? така? Да, и овие сестри со високо образование не можат да бидат конкурентни на тие конкурси и тогаш наоѓаат начини внатре унатар институциите да направат преквалификации и од секакви струки се дошколуваат вонредно со одредени некои програми кои што се реков дека ние реагиравме остро на сето ова и немаме ништо против сите тие кои што на тој начин завршуваат бидејќи на нив тоа државата им го дозволила и тие си го користат своето право и завршуваат на таков начин. Меѓутоа проблемот е кога ќе дојдат во болница бидејќи вие не можете веднаш да ги израмните со сите професионалци кои што имаат завршено редовно и имаат искуство и работат и вие ги ставате на исто ниво со сите сестри, а имате уште многу работа со и едукација со истите нив, затоа што сметаме дека програмите врз основа на кои завршуваат не се доволни, не се професионални, не се временски како што треба и стручни. Нашата реакција одеше во смер да го изземеме овој начин на преквалификација, меѓутоа ни беше кажано дека е тоа уставно право секому да се преквалификува и дека не можеме ништо во тој смер да направиме, меѓутоа можеме да направиме. Можеме да имаме многу посериозен пристап во тие програми, можеме да направиме сериозни програми кои што ќе имаат сериозни чекори за дошколување, кои што ќе имаат временски рокови како што одговара, мада не се сложувам дека нашата професија е професија која што треба да се завршува и да се учи вонредно. И на крај, многу важно е никогаш во болниците да не односно сакаме да се за овој кадар да се врати приправничкиот стаж. Односно 1 до 2 години да се водат во статус на приправници, каде што ќе бидат платени како со приправнички и лични доходи и ќе им биде овозможено менторство и дополнителна едукација, каде што после врз основа на менторите ќе се дозволи и ќе се каже дали се тие самостални, дали можат да работат во работата. Сепак ако ќе се доближиме до европската директива за образование, сметам дека ова воопшто мислам не е нешто кое што го предвидува истата и сето тоа на некој начин мора да остане далеку позади нас, бидејќи по дефиниција болниците ќе мора да имаат одредени бројки на сестри со високо образование и специјалности. Затоа Светската здравствена организација за време на ковид кризата даде многу големи насоки до сите раководни структури и рече многу да се вложува во образованието на медицинските сестри, бидејќи од несоодветни образованија пропаднаа цели здравствени системи, од курсистичко образование. И колку беа испочитувани тие јасни инструкции? Ништо ние не почувствувавме, сем што имаме 5-та високо образовна институција отворена сега,
а не знаеме дали сестрите ни се потребни, непотребни, колку ни требаат. Затоа што нема никакви статистики, немате. Бидејќи па немаме статистики со оглед на тоа дека Централниот регистар не пребројува како што треба, а и некако и ние како Унија, како здружение, ако не ги работиме овие статистики официјални од овакво и од нашето членство, не би имало од каде нели и како да се информираме зошто и како, а најболното е што ги произведувате, а во болниците потоа не ги признавате. Тоа е во тој 4Е што ви го кажав, делот на непризнавање. Значи не ги признавате по образование, по специјалности. Завршуваат специјализации, специјалисти се во собствените професии, не ги признавате по специјалности, не им давате места во систематизациите. Завршуваат високо образование, исто така не им го признаваат оваквото. Истите тие професори им се на факултет, истите тие им се менаџерите во болниците, тие ги школуваат, кога ќе се вратат во болниците, истите тие не ги признаваат. И тоа е таа непризнаеност за која што зборувам, неплатеноста ви ја објаснив и кажав дека тоа е нешто кое што е близу до минималецот. Имавме преговори со синдикатот, се однесуваме просиндикално, успеавме некои 3% кои што беа минатата година ветени после ковидот и за време на ковидот неостварени, да ги побараме како ветување да се остварат, за да се помести линијата на медицинските сестри со средна стручна спрема од тој минимален личен доход. Меѓутоа веќе сега републичкиот просек од идниот месец е најавено дека треба нели нормално повторно да се подмести, така да одиме во нови фронтови, така да се изразам, за побарување на нови покачувања на платите. Не знам дали ќе успееме со сето тоа нешто да ублажиме во незадоволството на сестрите со оглед на тоа дека минатата недела добивме информација дека нашите сестри се заминуваат од професијата. Тоа ми исто така една, односно можеби и главната темата што е многу актуелна деновиве, тоа е одливот, нели? Од таму и започнавме со вашето гостување, одливот на докторите, но таму имаме бројки. Од 7400 пред 10 години за денес 5400. Тоа се официјални некои бројки. Вие рековте дека немате бројки ни колку се, предпоставам ни колку заминале. Па ние имаме неофицијални бројки, кои што врз основа на тоа што бидејќи тие кога заминуваат имаат потреба од потврда за членство во здруженијето со оглед на тоа дека ние немаме комората. Не дека вие немате бројки, туку за вас не се води евиденција, сакам да кажам, да. И немаат можност значи да добијат исписница од комората и обично веќе во европските земји тоа им е познато и знаат дека ние сме единствените во регионот кои што ја немаме сега комората и го немаме законот. И тие се обраќаат кај нас во здруженијето да ја добијат потврдата за членството кој што им е потребна. Колку е голем проблемот со одливот кај медицинските сестри? За време на ковидот имавме спорадични заминувања, за една година спорадично заминаа да речеме околу 50 на медицински сестри, меѓутоа информациите зборуваат дека B1 и B2 нивото во Србија го изучуваат многу повеќе. Сега после ковидот, како што предвидувавме дека ние ќе ги надополниме сите испразнети места и недостатоци во регионот и во Европа, станува вистина и нашите медицински сестри масовно се одлеваат и тоа си ги повлекуваат семејствата. И неофицијално слушнавме дека имаат некои начини со агенциски и не знам како, не знаеме за што се работи и како се работи, меѓутоа со средени услови административни секако и масовно заминуваат и жалосно е што заминуваат многу искусни сестри од болниците. Но не заминуваат само во странство, така едноставно минуваат професија. Незадоволни од 4Н, така? Да, сега заминуваат и од собствената професија, значи се преквалификуваат и одат во други професии каде што немаат толкови големи одговорности, а имаат да речеме поудобни лични доходи. И помирен сон? Да, апсолутно. Мислам, одговорностите и стресовите ги немаат за тој личен доход и си заминуваат од професијата, си заминуваат во приватното. Имавме сега информација пред еден месец. Значи 10-11 медицински сестри одеднаш замина од клиничката болница Штип во приватниот сектор. Значи заминуваат во странство, заминуваат во пензија, а ние немаме никакви мерки со кои ги надополнуваме на работните места. Жалосно е што секогаш во отсуство на законот сме решавани само со времени мерки и со времени одлуки. И тие времени мерки и времени одлуки ве носат во една неизвестност која што прави такво незадоволство, која што е една од најголемите причини кога нешто ви се ветува и мислите дека еден ден таа времена мерка ќе ги оствари вашите прави, меѓутоа тие времени мерки завршуваат бидејќи се периодични и ништо не се случува со ветеното. Таков е случајот сега со сестрите со високо образование за кои што се потпиша анекс договор минатата година за да им се признаат високите школи во болниците. Меѓутоа им се даде можност на менаџерите на болниците додека да ги донесат систематизациите,
Значи со времена мерка да им обезбедат финансиска надокнада за школите, а со систематизациите да им ги признаат. Меѓутоа се случи да си влегува во една комфортна зона, ги обезбедија финансиите и сега тие им делат финансии на месечно ниво, меѓутоа тие не се поставени со решение на работните места и тоа не остава траг во нивните лични доходи. И јас не знам докаде и до кога ова ќе трае, и ова е ситуација во која што само со сестрите се случува вакво непочитување на колективните договори. Кога се во прашање лекарите е друга ситуацијата. И сега со овие порамнување на колективни и покачувања последни, што се случија линеарни према лекарите и сестрите, ги оставија сестрите позади лекарите 1:5 со личните доходи, ако ги земете во предвид додатоците и дежурствата кои што следат на лекарите, за разлика од сестрите, а ако ги гледате коефициентите 1:3. Колективните договори сето тоа секогаш го држеле во законска рамка на 1:2 однос. Ова е недозволиво да вие имате личен доход 1:5 разлика на здравствен работник. Јас немам ништо против личните доходи на лекарите. Јас сакам тие да земаат и 300.000. Ама ние да земаме 150.000. Или во спротивно, Србија кога ги покачуваше, да речеме, за време на ковидот личните доходи, кај сестрите многу повеќе се покачуваа личните доходи за да се следи овој сооднос соодносот на 1:2. А го нарушивме комплетно тој сооднос и незадоволството е многу големо. Не дека не е незадоволството за висината на личните доходи на лекарите, него е незадоволството за тоа што сме ние многу назад од сето она што требаше да се следи. Дали сето ова може да кажеме невреднување од страна на државата, односно системот, влие на тоа да и самите пациенти да губат довербата во медицинските сестри? Па на нас ковидот вистината ни е удри во очи, јас тоа секогаш го кажувам, значи ние се сочивме со голема вистина во тој период, бидејќи и ние како здравствени работници многу пострадавме. Во старт имавме 600 заразени, имаме рехабилитацијата се уште не им е завршена на голем број од здравствените работници и загубивме за жал 6 медицински сестри кои што се зарази и почина на работните места и ние никогаш нема да престанеме како унија, како здружение да го почитуваме нивното дело и се она што они направија како пример во сестринството и кај нас, и тоа длабоко ќе вреже овој траги кај сите нас. Ние немаме во овој момент, значи, никакви мерки со кои што на некој начин им влеваме на медицинските сестри било каква надеж дека нешто ќе дојде нешто подобро. Кога зборуваме за личните доходи, зборуваме за небезбедноста на работата, за непризнаеноста, за недокажаните одговорности, за статусот во општеството, и од друга страна се сочуваме тоа комплетното достоинство кога ви е нарушено, ја имате и од друга страна и недовербата на пациентите која што не сме ние причината поради која, значи, е таква каква што е, меѓутоа условите во кои што работиме, задоволствата, незадоволствата со кои што се соочуваме, сепак мислам дека медицинските сестри и понатака се многу на висина на работните задачи за оноа кое што колку се незадоволни и колку не се платени. Сметам дека сепак ја имаме таа силна алка во здравствениот систем која што во моментот ми се чини образот на здравствениот систем. Зборувам комплетно за сите медицински сестри. И не сакам да ги одминам и сестрите во концесионерството, тие се исто наше членство и секогаш се болна точка за нас. По ниту еден закон не бе уредени. Успеавме само еден член во Законот за здравствена заштита за нив да уредиме, за да можеме по нивното на некој начин изфрлање на улица, така ќе се изразам овој народски, по основ на затварање на ординација, заминување на докторот во пензија, со 30 и кусур години стаж завршуваа на улица, а ние зборуваме за недостатоци во болниците. Успеавме да издействуваме член во Законот за здравствена заштита со кој што здравствените институции мораше да ги вратат назад на работните места од каде што ги испратија во концесионерството, бидејќи тие беа испратени не по нивна волја, беа со еден времен закон од 4-5 години, им беше условно поставено услов да заменат во концесионерските амбуланти, и ако не го прифатат тоа, дека ќе добијат откази заради тоа што бројот на лекарите во примерното се премина во концесионерството и сестрите мораше да заменат со нив. И се соочија со една ваква ситуација. И сега се тоа сестри кои што се три во едно. И администратори, и сестри, и хигиеничарки, должна почит према одредени од нивните така да кажам работодавци кои што се према нив нели исполнителни како што треба, меѓутоа
Ние сме сведоци дека јас сакам капитациите им ги покачија на лекарите во концесионерството, меѓутоа никаде не слушнав каде медицинските сестри ги сместија тука во тој дел и што медицинските сестри добија од покачувањето на таа капитација, дали им ги покачија личните доходи и ние сакаме да се донесе еден правилник за нив со врз основа на кој они ќе потпишуваат еден унифициран договор во сите концесионерски амбуланти, а сега подлежат на некои правилници кои што се за секоја ординација засебен и посебен и немаат една уредена универзална рамка врз основа на која ги потпишуваат договорите, каде што се уредуваат и нивните годишни одмори, нивните слободни денови, нивните боледувања и така понатака, така да и тука имаме големо незадоволство и не сакам да си ги заборавам сестрите кои што се во Министерството за труд и социјала и кои што се во специјалните институции и установи и каде што се водат како административни работници, како што се и сестрите во градинките. Кога го спомнавте здравственото воспитување, значи реков дека колективната свест треба да се гради уште во од мали нозе. Медицинските сестри треба да бидат тие кои што ќе зборуваат за здравственото воспитување на децата уште од мали нозе, каде што и ликот неизин, и имиджот, и достоинството ќе го градат во очите на нашите сограѓани и на некој начин ќе качуваат колективната свест. Јас се надевам делумно и со разговоров дека барем ќе се обидат гледачите да влезат во вашите чевли, нели што се вели. Па јас сакам да кажам дека ние ако не бидеме свесни, ковидот пак ќе кажам, значи не донесе во една ситуација во која што многу зборувавме, здравствено воспитувавме и кажувавме и тоа важи секојдневно. Не треба да ни се случи таква епидемија за да бидеме свесни. Ние мора сите да бидеме одговорни. Нас државата не може да ни даде да бидеме здрави, таа ни ги формирала институциите и структурите и низ кои што нели ние се остваруваме како здравствени работници и ја пружаме таа здравствена нега. Меѓутоа ние како граѓани сите значи имаме должност за една да се чуваме себе си и околината околу себе си и да ги почитуваме сите околу себе си. Од тука произлегуваат сите мерки на заштита за себе си и за сите околу себе си. И тоа е таа колективна свест која што ни беше многу тешко да ја подигнеме во оној дел кога не се пријавувавме, кога сме заразени, кога се движевме меѓу луѓето, кога бевме инфицирани и така понатака и на тој начин не се штитевме, односно и ние некаде од некоја таква небрижност дојдовме до такви ситуации и продолжувавме да го правиме истото. Така да многу ни е важно стратешки да ги решаваме работите, а стратешкиот дел лежи тука во тој дел, каде што ќе треба да ја тргнеме и онаа фама што ја спомнавме во почетокот на муавиотот дека и ликот и имиджот на медицинската сестра е злоупотребен. Ние гласно ќе зборуваме преку Балканската асоциација, дури до филмската индустрија, каде што е злоупотребена нашата униформа, каде што е злоупотребена нашата работа. Особено во филмовите за возрастни, така да ги наречеме. Така да мислам дека ликот и имиджот на медицинската сестра и од тука е подкопан на некој начин, а овие незадоволства го нарушуваат дополнително достоинството. Затоа е многу важна за нас оваа обединетост на балканско ниво. Ние заминуваме сега во март под покровителство на владата на Република Српска. Ќе потпишеме еден многу голем меморандум, така ќе се изразам голем од стручен аспект за медицинските сестри од целиот регион, каде што се надевам ќе добиеме поддршка и од нашите раководни структури и ќе бидеме амбасадори на нашата држава таму во Република Српска, каде што заеднички сите ќе седнеме да ги сублимираме и да ги централизираме на некој начин, да ги на проблемите и да ги насочиме сите активности заеднички за остварување на исто образование, исти лични доходи, достоинство на медицинските сестри, почитување на ликот и на имиджот на медицинските сестри и сметаме дека на таков меѓународен начин можеби многу повеќе ќе делуваме. Но под покровителство на друга влада, ако земам да ве прашам кај е тука нашата влада, ќе отиде веќе емисија да ќе треба. Па сега ние се надеваме дека ќе добиеме поддршка од нив. Ова е сега, значи во оваа ситуација, значи добиваме голема поддршка од Комората на сестрите на Република Српска, Комората на сестрите на Србија, Комората на Босна и Херцеговина. И многу ни е мило и драго што они во нас препозна амбасадори и представници на и покрај тоа што ние немаме сега се уште имплементација во здравствените политики и така понатака, ги следат работите на нашата унија, на нашето здружение и нашите активности и на наше огромно задоволство не повика, потпишавме меморандум во Белград и сега заминуваме значи на една таква средба на која што ќе ги усогласиме начините на кои што ќе ги остваруваме заеднички целите. Јас се надевам дека ќе ја пробудиме на некој начин свеста и совеста комплетно и овде кај нас за враќање на достоинството на професијата на медицинските сестри. Гордана, ви посакувам многу успех и многу ви благодарам што ни гостувавте денес. Огромен поздрав до сите медицински сестри
и имам голема желба и надеж дека од утре ќе добиете и јануарска плата. Се надеваме сите. Па искрено и ние се надеваме можеби нема да биде утре, ама би требало да биде во текот на неделата со оглед на тоа дека веќе ситуацијата е дојдена до таква точка да се надевам нема да оди на штета на пациентите. Да. Голема благодарам уште еднашка Гордана и реков задолжително ако можете сите медицински сестри буквално да ги поздравите. Па да, јас се надевам дека ние сега преку нашиот линк и преку нашата страна им овозможивме и на сите и што се на работа и што не се доколку можат и не можат да го следат, да ја следат емисијава. Ви благодарам многу на поздравите, се надевам дека успеав се да кажам, ги поздравувам многу и единствено нешто кое што секогаш го порачуваме и го кажуваме да бидеме единствени. Само така можеме да ги постигнеме целите. Во продолжение ќе ги запознаете сестрите Анастасија и Елизабета Трајковски. Не само што се сестри, не само што се двете дизајнерки, туку создадоа и свој оригинален моден бренд. Тие веќе 10 години живеат во Виена и овој нивен моден бренд веќе стана вистински светски бренд. Ајде да ја доживееме, да ја доловиме оваа нивна животна приказна. Јавноста ги запозна преку луксузниот бренд Анастасија Трајковски. Токму двете сестри, македонки, кои што секако корените ги влечат од Македонија, а Елизабета и Анастасија Трајковски повеќе од 10 години се активни на светската модна сцена, уликувајќи се со гламур, елеганција и префинетост. За тоа како започна токму нивната светска кариера, за тоа каков е животот во Виена, каде што моментално двете живеат и работат, какви се нивните модни корени, ова утро се вклучуваме секако директно во Виена, од каде што ќе поразговараме токму со Бети и Анастасија. Најпрво ќе посакам добро и убаво утро. Добро утро. Добро утро. Како сте? Добро, фала. Фала. Знам дека одлично и ние, знам дека се помалку нели некако го користите македонскиот јазик затоа што нели се повеќе сте на светската естрада, на светската модна сцена, но се надевам дека одлична комуникација ќе си имаме ова утро. Најпрво секако да ве прашам нели како започна вашата модна приказна. Па јас уште како мало дете сонував да дизајнирам облека. Значи себе си се гледав уште тогаш како моден креатор. Излозите во стариот трговски центар во Скопје беа мојата инспирација, како и модните магазини и модната сцена тогаш во Македонија. Но животот не однесе во странство, значи точно во Австрија, кај што сме и сега. И модата, тој мој детски сон, тој застана све повеќе во заднината. Јас сега имам психолошки бекграунд, Бети јавен менеджмент, но тоа не значи дека јас престанав да го сонувам тој сон и да испуштам таа моја визија. И така решив пред точно 11 години да го основам лейбелот. Бети следеше, а останатото е историја. Така, девојки, кој е најголемиот предизвик со кој што еве досега се имате соочено во текот на вашата работа? Верувам дека ги има многумина. Моменти ни беа почетоците на нашата работа и пандемијата која представуваше огромен професионален, ама како и приватен предизвик. Ние живееме и работиме во 3 различни земји. Пандемијата беше шок за нас. Значи, по прв пат се соочивме со затворени граници, со ограничување на слободата, ограничување на движењето и се тоа влијаеше и на нашите клиенти, бидејќи ние не правиме мода за одредена националност или религија, туку за силни и независни жени. Така, колку за сите нас, нели, секако беше тежок тој период и се уште, нели, ги трпиме последиците, но верувам дека сега, нели, секако се подобрено и дека веќе може нормално да функционирате и да работите.
Затоа што секако нели модата не познава граници. Така е. И ние сме благодарни за тоа. Да, што е она во кое што секако ќе се представите вие следно, на што работите еве во моментов? Па, моментално работиме на лимитирана колекција. Покрај тоа е моментално исто сезона на многу балови и ивенти во Европа. И истовремено почнавме да работиме на колекција за Канскиот филм фестивал во мај. Да, навистина е за поздрав. Еве, Македонија има нели со што да се гордее покрај сите убавини кои што ги имаме, секако и еве со вас како креаторки кои што творат нели секако и ја представуваат на некој начин нели и нашата земја, но колку еве ние македонците според вас знаеме да се носиме со модата? Па многу добро. Македонките се самоуверени, тие се сензуални, женствени и се осмелуваат да ја живеат својата женственост. Тие сакаат да се дотеруваат и очигледно е дека горат за модата. Така е. Што треба, еве знам дека многумина од дамите, од жените ги интересира што треба да поседува урманот на секоја дама, девојка, жена. Затоа што сите нели ние како жени сме окупирани со модата. Да, така е. Па неопходна е класична блуза, например во бела нијанса, во нијанса, во светла нијанса, например бела или светло сива, фармерки, блейзер, тренч коут, за поелегантна варијанта the little black dress, квалитетна кожна ташна и добри аксесуари. Ама less is more. Да, тоа е големото правило, нели, кога зборуваме за модата. Девојки, колку често доаѓате во Македонија, колку нели вашите работни обврски ви дозволуваат често да ја посетувате родната земја и што ви недостасува тука, односно што правите прво кога ќе дојдете во Македонија и во родното Скопје? Па, на жал, не доволно, бидејќи многу сме зафатени со работата, но ние покрај се тоа сепак успеваме 2 до 3 пати годишно да бидеме во нашето родно Скопје. И првото што го правиме тоа е порака, стигнавме и тогаш след чек или вечера со нашите најдраги сопријателите, другарите, другарките, како и фамилијата. Така, секогаш ни е многу убаво и многу интензивно го доживуваме тоа. Да, верувам дека нели пријателите и роднините ви се она што ви недостасува, но има ли нешто друго што ве поврзува еве со Македонија што таму го немате? Да, тоа е народот. Ние многу сакаме македонскиот народ и ние се гордееме што сме македонки и ние тоа секогаш го кажуваме на јавните настапи. Музиката, скопските лета, пуштена атмосфера. Да. Да, дефинитивно. Музика, да. Да, тоа е на голем дел од луѓето кои што нели својот животен пат ги однел да живеат во некоја од земјите надвор од Македонија и секако им недостасува топлиот народ и опуштената атмосфера која што дефинитивно ја имаме тука. Верувам дека таму повеќе сте насочени на работа. Споменавте за идните проекти, но каде следно ќе се представите? Ми споменавте дека токму на 16 февруари е и Виенскиот бал. Така, бал е? Да, еве сега подготовките се вршат, така да имаме баш многу работа околу тоа. Да, тоа е сега нашиот next stop. Да, што се очекува таму, што ќе носите вие, како ќе се представите? Па, Old Hollywood. Па, да, Old Hollywood, значи, нашата креација ќе биде доста помпозна, доминира црната и лила боја, и инаку лила бојата ќе биде на сите модни писти во идните 2 години. Интересно да се слушне.
Девојки, за крај би ве прашала што би им препорачале на дамите, на жените, на сите оние кои што и ве гледаат ова утро во Македонија, секако во поглед на модата? Less is more, тоа како прво. Како второ, да веруваат во себе, да не застануваат и да ги исполнуваат своите целеви. Да. И да носат модата самоуверено. И да уживаат во неа. Така е, да, дефинитивно секоја жена сака да ужива во добро парче облека кое што не за нели добро и прилега. Девојки, навистина ви се заблагодарувам за одвоеното време, затоа што и покрај сите големи работни проекти кои што ги имате и работни обврски, одвоивте време ова утро за накратко нели да слушнеме и вашата приказна и за она што следно ќе биде во тренд нели во поглед на модата. Ви благодарам уште еднаш. И ние ви благодариме. Благодариме, голем поздрав. Голем поздрав. Беа тоа сестрите Анастасија и Елизабета Трајковски, кои што веќе 11 години живеат и работат и творат токму во Виена, во Австрија, а секако можете да ги погледнете на нивните социјални мрежи и нивните креации се гледаат на сите поголеми модни случувања кои што ги имаме во Европа. Нашата улица, ке ти дојдам со два пајдони, двата полни чалги. Ке ти дојдам со два пајдони, двата полни чалги. Ке те шетам по широк сокак, па да видиш што е пашала. Ке ти купам нова капела, да видиш најлична во Битола. Ке те шетам по широк сокак, па да видиш што е пашала. Ке ти купам нова капела, да видиш најлична во Битола. Таму долу од Кајчинарот, покрај на Керимбек Амамот, ке те носам на чифте фурни, да ти купам бели симиди. Ке те носам на чифте фурни, да ти купам бели симиди. Ке те шетам по широк сокак, па да видиш што е пашала. Ке ти купам нова капела, да видиш најлична во Битола. Ке те шетам по широк сокак, па да видиш што е пашала. Ке ти купам нова капела, да видиш најлична во Битола.
да видиш што е пашала. Ке ти купам нова капела, да видиш најлична во Битола. Ке те шетам по широк сокак, а да видиш што е пашала. Ке ти купам нова капела, да видиш најлична во Битола. Ке ти купам нова капела, да видиш најлична во Битола. Саудиска Арабија ќе ја испрати првата жена астронаут на вселенска мисија кон крајот на оваа година, што е најнов потек на кралството во насока на подобрување на својот ултраконзервативен имидж. Рајана Барнави ќе му се придружи на саудиецот Али Ал-Карни во 10-дневната мисија до меѓународната вселенска станица, објави официјалната саудиска агенција за печат. Барнави и Ал-Карни ќе летаат до меѓународната вселенска станица со вселенското летало SpaceX Dragon како дел од мисијата на приватната вселенска компанија Axiom Space. Со нив ќе бидат и Пеги Витсон, поранешна астронаутка на НАСА, на која ова ќе и биде четвртиот лет, и Џон Шофнер, бизнисмен од Тенеси. Екипажот ќе биде лансиран од Вселенскиот центар Кенеди на НАСА во Флорида. Земјата богата со нафта, Саудиска Арабија, ќе ги следи стапките на соседните Обединети Арапски Емирати, кои во 2019 година станаа првата арапска земја што испрати свој граѓанин во Вселената. Заливските монархии се обидуваат преку мноштво проекти да ги диверсифицираат своите економии зависни од енергенси. Саудискиот лидер, престонаследникот Мохамед бин Салман, исто така се обидува да го подобри строгиот имидж на кралството со притисок за реформи. Откако тој дојде на власт во 2017 година, например, на жените им беше дозволено да возат и да патуваат во странство без машки придружник, а нивниот удел во работната сила е двојно повеќе зголемен од 2016 година. Се чини дека можностите за трајно приземените авиони се бескрајни. Се што ви треба е замисла и малку креативност за нивно пренаменување. Додека дел од нив одат на рециклирање, дел се претвараат во ресторани, музеи, кафулиња и места за забава и опуштање. Па така, еден приватен авион е претворен во луксузна вила, сместена на врвот на Карпест предел близу плажата Њанг во Индонезија, поточно на луксузниот остров Бали. Порано бил дел од сега веќе непостоечката флота на Mandela Airlines. Овој стар авион, Boeing 737, бил купен од инвеститорот Феликс Демин во 2021 година и пренесен до неговата сегашна локација. Со 2 спални соби и базен, вилата авион, која што се наоѓа на 150 метри надморска височина, е достапна и за изнајмување. Цените за ноќевање се над $7,000. Новиот собственик вели дека првично размислувал да купи приватен авион за лична употреба, но бргу видел потенцијал да го трансформира авионот во нешто на вистина посебно. Компанија со седиште во Канада планира да гради неколку ресорти во форма на месечина, а првиот е планиран за Дубај. Репликата на месечината висока 222 метри ќе ги содржи сите поволности кои се очекуваат од едно луксузно летувалиште. Проектот вреди $5 милиарди и би вклучувал искуства од типот на лунарна колонија и површина на месечината, наменети за популаризација на вселенскиот туризам на земјата. Како што велат основачите на компанијата Сандри Метјус и Майкл Хендерсон, кога ќе биде завршен, ресортот ќе може да прими до 10 милиони посетители годишно. Наречен Месечина, ресортот ќе нуди и содржини типични за такво место. Ќе има ноќен клуб, центар за настани до 5000 гости, спа велнес центар, джез пијано бар и повеќекатен салон базиран на вонземски летала. Големиот конгресен центар ќе биде наменет за привлекување изложувачи на полето на технологијата и вселената. Ресортот исто така ќе има и 144 луксузни единици за купување во склоп на програмата за приватни резиденции.
Секоја вила од 185 квадратни метри доаѓа со доживотно членство и ексклузивни привилегии. Долгорочната цел е изградба на уште 4 одморалишта во форма на месечина во Северна Америка, Европа, Северна Африка и во Азија. И додека се финализираат плановите за ресортот во Дубај, од компанијата проценуваат дека изградбата ќе трае 5 години. Од Moon World Resort велат дека за прошетка по нивната површина на месечината ќе треба да се платат само $500. Конечно е објавена точната круна што Камила, кралицата придружничка, ќе ја носи на крунисувањето во мај. Камила, која ќе биде крунисана покрај нејзиниот сопруг, кралот Чарлс III, ќе ја носи круната на кралицата Мери, потврди Бакингемската палата. Круната е отстранета од изложбата во Лондонската кула со цел да се направат модификации на неа пред крунисувањето на 6 мај, соопшти палатата. Одлуката на Камила да ја носи круната на кралицата Мери на крунисувањето со себе носи и контроверзии. Според палатата, ова ќе биде првпат во поновата историја една кралица да користи постоечка круна за крунисување наместо да направи нова. Круната на кралицата Мери има комплицирана историја поради видовите диаманти што првично ги содржала. Таа била создадена за крунисувањето на кралот Џорџ V во 1911 година, според трустот на кралската колекција. Поставена со 2200 диаманти, круната ја носеше неговата сопруга кралицата Мери. Диамантот Кохинор, например, бил ископан во Индија пред илјадници години и е еден од најголемите исечени диаманти во светот. Низ вековите, Индија, Пакистан, Иран и Авганистан ги повикувале британците да им ја предадат круната, но британската влада ги отфрлила молбите да го врати диамантот Кохинор. Излезе од печат книгата Генерациите кога селата умираат. Станува збор за збирка на раскази. Ова збирка содржи преку 20 раскази. Самиот наслов, за жал, кажува што се случуваат со селата, инаку се опфаќа оној период на таа фамозна транзиција. Ајде да навлеземе малку подлабоко во оваа книга. Генерациите кога селата умираа е збирка на 20 автентични раскази кои како одблесок од минатото, низ конкретни животни приказни, симпатично детализирани и оживеани низ перото на Јован Мазгански, ќе не пуцатат на времето кое го живееле македонците во периодот на големата транзиција. Оние генерации кои претрпеа и повеќе од доволно во социјалистичка Македонија. Брзата индустриализација доведе до масовно напуштање на селата. Мазгански потекнува од Беровско Владимирово. Читајќи ја оваа книга, ќе сватите дека тој празните малешевски села ги доживува како општествени лузни кои не потсетуваат на едно време кога македонското село блескаше. Со векови македонскиот селанец не бил зависен од увоз, бидејќи самиот произведувал се што му било потребно за живот. Сите ресурси се наоѓале во природата, од брашно, масло, газје, сапун, млеко, леп, до покуќнина облека. Со целосното осамостојување на Македонија настанува уште поголема зависност на државата од увоз, а со тоа и преголем ризик по физичкиот и технолошки опстанок на општеството. Расказите сместени во збирката Генерациите кога селата умираа имаа за цел да го осветлат периодот кога човекот бил сраснат со природата, кога произведувал органска храна и не зависел од ништо. Во продолжение, господин Мазгански, сакам да го кажам пред се моето лично чувство, додека ја читав оваа книга, добивам впечаток дека на некој начин сакате ова е всушност едно ваше бреме, една ваша носталгија од тој еден поминат период во малешевијата. Дали сум во право? Да, во потполност е во право. Баш тој период кој што е неповторлив за несреќа или за среќа, не знам од кој аспект се гледа, така ќе биде. Во основа е ненаметливо, расказите се ненаметливо, што се случувало, како се случувало од нашите генерации, некакви случки извадени за да се види како се живеело. Дали ова е вашата оддишка за тоа бреме кое што ви недостасува од тој период, како ја чувствувате малешевијата од тоа време? Па на некој начин може, секојаш детството
какво и да е носталгично заради тоа што тие не се враќаат прво, си растел, си осознавал. Од друга страна, во Малешевијата и во моето време кога бев дете, се случуваа многу работи. Пред се јас памтам малци војната, кога беше тамо, како сме бегале, како доваѓале војници, сме пречекувале, сме тоа и тоа. Другата работа е како сме живееле едно семејство, компактно, секогаш заедно, и дењи и ноќе што се вика. Третата работа е тоа што бевме сигурни во себе заради тоа што произведеш е само за тебе и твое. Немавме тутор. Моите родители беа едни можда од поретките, кои што никогаш не присилуле нешто да работиме. Секогаш благо ни давале некакви задачи, радо ги извршувавме, со браќа, сестри и така натаму. Реко, сите овие работи се неповторливи. Сме спиели на планината, на гумното сме спиеле во Слама, а сум спиел да речеме и во едно Отава, Женева, Париз и Лондон и така натаму, во често пати и полуксузни хотели. Меѓутоа, ово доживување што сме имале на гумното, со сестрите и браќата под звездите, не заборавам. Оваа книга ќе ги расплаче по возрастните, а ќе ги подучи по новите генерации. Која е целта? Зошто ја напишавте оваа книга? Прво, за младите да видат како се живеело и како нашата генерација, за жал, ги растури селата, а за среќа го подигна стандардот, општественото живење на значајно повисоко ниво. Тоа е основното. Другото, можда беше поттикот повеќе, да е така составам и тоа, има еден расказ каде некој ги поучува како се преживува. Јас и на некој начин резервен официр бев и учевме на некој начин преживување во вонредни околности, што сегашните генерации нити учат, нити, или тешко поарно речено, потешко ќе се снајдат да преживеат. Ние, родените во село, мислам дека лесно ќе се снајдеме. За жал, веќе полека тие генерации си одат. И затоа собира, тука е таа измислена, единствена, можда измислена приказка, собира неколку дечиња и им кажува како се прави колиба, како се прави тоа, како се прави она што го немаш. А не дај Боже, меѓутоа е многу веројатно сегашната ситуација светска да дојдеме во воредни околности кои што ќе мораме да преживуваме во природата, со природата, ако сакаме да преживееме, а секој сака да преживее. Приказните се вистините, имињата се променети. Да. На кој начин одбиравте кој приказник ќе ги споделите со читателите? Па јас имам можда 100 раскази направено, сега ги одбрав, овие ги разбрав претходно опстојби. Расказите повеќе кои што се ми се раскажувани, јас не сум ги лично доживеал, овде се повеќе, раскажувани од мајка ми, татко ми, сестрите и така натаму, за време на војните. Има раскази од Втората Балканска војна, каде што да речеме пред мајка ми во ова, пред мајка ми се убиени и очувот и дедото, пред незини, со браќа, сестри, од некакви банди, или тоа. Она била во фронтот, каде што ги гледала војниците како зад грмушките легнуват и како пукаат, околу неа звижделе куршумите, али еве преживеа. Преживеале заради тоа што пак биле самостојни и биле сраснати со природата. Природата е прилично гостољубива, да речеме, секаде, ако знаеме да се прилагодиме према неа. Лично познавам абсолвент на медицина кој дипломскиот испит времено го спремаше чувајќи овци, ке рече мазгански. Кога вечер ке се вратеше, на шега знаеше да каже: денеска со овците учевме за коските на човековите екстремитети, рацете и нозете.
Истиот абсолвент по некоја година ми кажа дека е назначен за директор на клиника при државната болница и дека е чест визитинг хирург во странство. Баш таквите или слични случаи беа мотив да ги забележам во вид на раскази. Дел од расказите се истурање на душата на авторот, неговите спомени од малешевијата. Го прашав какво е чувството кога се споделуваат сеќавањата со читателите. Па тоа е наједноставно, заради тоа што ги памтиш уопште, не треба измислување нешто како тој јунак ќе го наречам, него едноставно тоа што го памтиш, а памтам, тоа што го памтиш го преточуваш во расказ, кој што од прилика ги сваќаш само главните моменти, кои што мислам дека за читателот ќе бидат интересни. Граѓаните треба да се обучуваат и денес. Потребно е државата да адаптира алтернативен начин на живење, сличен на оној од пред 70 години. Преживување во природа и од природа. Како еден екологист, свесно го нагласува данокот на модерното време. Низ овие страници, тој јасно истакнува дека и покрај бројните позитивни достигнувања на современата цивилизација, имаат една голема мана. Која е таа мана, господине Мазгански? Па видите, ако спомнав преска, ако настанало на некој имотот на мајка ми кога била дете, 11 годишно дете, кога била и видела тоа, се случило нешто многу страшно, ама тоа било сосема локално. На другиот имот луѓето ништо не осетиле. Во другото село уж исто така не осетиле. Што значи тоа било секако можело локално да се случат недобри работи, да речеме, колку и да биле широко распространети, сепак биле локални. Сега, замислите, само една бомба да падне на главниот она за мобилните, што го најчесто користиме задно време, една бомба да падне или некој да заврти само клучот на едно место, копчето да го заврти, цела Македонија, односно цел Балкан, може или еден сателит да нема интернет. На едно место, на цел регион. Доволно е еден базен, односно резервоарот за вода, да се уништи, тоа го имавме 2001 година за Куманово, да остане градот без вода. Штом е без вода, тогаш на селото имало полски колозети, сега нема најпотребното, што речеме, најприродното, сега во тие згради не може најосновната работа да се завршува. Да не зборуваме за струја што ќе нема, а се ние на струја, да не зборуваме за аутомобили што еве ги гледаме од околу секаде, коњи немаме, волови немаме, овци немаме и така натаму. Еден месец да не се увезе бензин, сето тоа ќе биде куп желез, без никакви потреби. Тогаш секое семејство имало коњи, имало волови, имало добиток од кој што се прехранувало, волна да се осичи јалишта и така натаму. Значи, секое семејство си било како посебна заедница која што зависела само од природата, од ништо друго не зависела. Сега зависи од некако си Путин или некако си кој што некаде е далеко и за нас уопште никош не му е гајли и не помислува. Порано, ако снимало газија за осветлување, користеле восочни свеќи или борина, што самите ги произведувале. Ако немало зејтин, имале доволно свинска маст или кравјо масло. Ако немале шеќер, користеле и собствено произведен мед. За крај, мал исечок од книгата. Напад на бугарскиот участок, 44-та, јас сум бил 5 години. Јас го памтам како слушавме пукот, не знаеме што, вршевме на гумното и татко ми, мојот брат, не испратија тука до селото, бевме близко, можда 500 метра, 600, одете вие тамо, ние мораме да завршиме вравот, кај што е да се случило, и почна да лета на целото авион. А ние деца, јас 5 години, брат ми нешто постар, да се криеме под стрејата на дрвото, да не види авионот и да не гаѓа во нас. Многу деца од генерациите родени во 30-тите, 40-тите, па и 50-тите години од минатиот век, за време на летниот распуст биле по планините, бачилата, нивите, ливадите. Ако на горе наведените генерации треба да им се заблагодариме за промените на животот кон подобро.
Истите тие генерации се виновни за умирањето на класичното македонско село. Сопственото производство на храна, стоки, но значајно загрозена и сигурноста, ке рече авторот на Генерациите кога селата умираа. Беше тоа се од нас за денес, но беше тоа се од нас само за ова утро. Она што сега следува, знаете дека е нова епизода на Везелка, овој пат од Богданци. Ви посакувам на сите убава втора половина од викендот.